Популарниот фастфуд или брзата храна се уште му пркуси на новото време, иако е еден од водечките причинители за прекомерната тежина кај милиони луѓе ширум светот. Иако кој ретко останува рамнодуше на него, особено по младата популација, сепак навиките полека се менуваат. На настан, вкусете го Охрид локална, кој неодамна се одржа во Охрид, на едно место се собраа производители на здрава локална храна. Идејата, велат организаторите, е да се намали конзумирањето на фастфуд и да се премине кон здрав начин на исхрана. 21 ден треба да се смени некоја навика, така да почнете веднаш. Младите, едноставно мора првично да ги научиме да сватат дека конзумирањето на свежа и сезонска храна е во согласно со природата и во согласно со нашиот организам. Ментално имаме економска криза, имаме енергетска криза. Гледате криза со храна се случува. Значи, апсолутно, овој момент кога треба да го поттикнеме локалното, треба токму да одиме на нашите пазари и да држиме нашите храни. И овој злоупот почнува и да станува многу модерен. Посебно кај овие луѓе кои што уживаат во храна. Охридско макало, домашни джемови и сладка, вино и пиво произведени во домашни пивници и винарии, масло од лешник, свеж зеленчук и овошје, кафе на жар и многу други органски производи можеа да вкусат посетителите. Вредностите што ги има маслото од лешник се многу подобри и од маслиновото, и од сончогледовото, и од... Ова е пиво со кое што се мотивира домашното производство, малите пиварници и нефилтрираното пиво. Ова пиво е на база на хмел, на јачмен и на цитрусни овошје. Ова пица се вика македонка. Имате како база крем од изварка и павлака со мешан попар. Имате проба моцарела, тоа е нашата моцарела што е произведува за нас, домашен ајвар, гевгелиска маслинка, домашен босилек буквално од басчата и тврдо пекорино, односно овчо сирење македонско 24 месеци стоење. Почетокот на идејата за Slow Food е во 1986 година, како еден вид отпор на група луѓе против отварањето на Макдоналдс во близина на шпанските скали во Рим, предводено од Карло Петрини, новинар и публицист за храна. Ова меѓународно движење со преку 100.000 членови од 160 држави во 1500 локални организации се спротивставува на се она што се нарекува фастфуд и глобализација, на масовност полека добива и во Северна Македонија. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски.